Да, секој ќе ја вкуси смрт. Само денов суден ќе ни биде наградата кај Аллах Джелешанову, кој го изработевме, доброто или лошо. Па брајки сестри муслимани, сите сме грешни, сите правиме гревови, тоа е нормално. Значи, кога Адам алейхиселам сгрешил, таткото наш, тогаш и ние грешиме. Тоа е нормално дека секој од нас ќе греши, ќе правиме гревови. Него треба да пазиме каде правиме гревови, какви гревови правиме, што правиме, како правиме. Треба да барем да водиме сметка за нашите гревови, да знаеме како правиме. Па не сега знаеме дека е грев, па чека некој ќе го тепам. Или сега знаеме дека е грев, чека некој ќе го навредиме. Не, тоа е нормално да правиме гревови, да правиме грешки во животот. Човекот додека е жив, прави грешки. Човекот додека е жив, зошто умрениот веќе не прави гревови? Затоа што тој веќе се преселил од овој свет. Тој веќе заминал на ахирет. Затоа ние додека сме живи ќе правиме гревови, само да се пазиме кој како правиме гревови, да се пазиме кој како правиме, да не биде па ептен. Затоа што брајки сестри муслимани, знаеш што, нашата вера знаеш колку е голема? Па да ви кажам, од прилика ќе кажам некој од мојат пракса, кој ќе лета некој врапче и кој ќе види огромен океан. Кој ќе слегни од озгора до огромен океан зборуваме, или големо море. Кој ќе слегни да пие вода, со клонот, колку може да испие вода? Многу малце. Толку е денешно време нашето верување. Толку е нашето верување. Значи не само да зборуваме да бидеме со уста јаки или не знам што со реч. Значи треба да бидеме со дела, со практикување на дела. Значи ако погрешиме да се покаеме, па да бидеме покорни. Ако некого сгрешевме, треба да одутре па да му се извиниме. Значи пример сум направил са некој греф или не знам што, или сум го увредил некој, па дома кога си дојдам треба да се посетам, за него сум сгрешил. Чекај да му се извинам. Затоа што пегамберот салаллаху алейхи ва селем рекол, треба да бидеме лути, да, ама до 3 дена повеќе не смеме да бидеме лути на своите брајки и на своите сестри. Ако погрешиме, првиот ден, вториот ден, третиот ден, ние мора да се смириме, тоа е нормално. Затоа, значи, секој греши, секој прави гревови, тоа е нормално, ние имаме слабост. Значи, нема човек кој не греши на оваа дуња, нема човек кој не прави гревови на оваа дуња. Тоа е нормално да правиме гревови. Само да пазиме како и што правиме. Па не сега Аллах Джелешанову алхамдулилlah, све прости брајки сестри муслимани. Значи Аллах Джелешанову вели мојот роб вика да дојди вика колку цела земја вика со гревови ќе му отпростам. Вика само вика едно не. А што е тоа што не прости Аллах Джелешанову? Вика ширкот. Ширкот брајки сестри муслимани Аллах Джелешанову не го прости, а другите работи све ги прости. Затоа па са не да направиме многу гревови, па сега да што гледаме са поуката дека Аллах Джелешанову све прости, па ширко само не. Па са не да гледаме ние гревови да правиме, па да не ни отпрости. Тоа е една прилика што ни искажа, не значи сега јас да правам гревови, па ќе ми опрости Господ. Па зависи кој гревови ќе ги направам. Ако направам некој грев, па огромен што Аллах Джелешанову може нема да ми опрости. Ме разбирате, брајки сестри муслимани. Затоа да се чуваме кој како правиме, ако погрешиме да се еден спрема друг да се поучиме. Пример, ако погрешам нешто, нека ми пише слободно некој приват да ме поучи. Ако ја некого или некој греф направи, некој неубави работи, некој направи, ако сакам да го поучам, ќе му пишам приват или ќе отргнам, ќе го поучам. Тоа е пракса од пегамберот салаллаху алейхи ва селем, а не е денешно време како сега да земам јас некој клип, да споделам, тој ваков е, таков е, па не можам ја да му судам кој каков е, кога Аллах Джелешанову ќе ми суди. Не можам за никого ништо да судам, кога мене ќе ми биде судено. Не можете вие мене да ми судите, кога мене ќе ми биде судено на судниот ден. Ние колку што можеме само да се поучиме спрем друг, пракса да си даеме. А друго да правиме ние како сега да правиме, јас да ви судам, вие да ми судите, не може, брајки сестри муслимани. Значи, оне кој што е суди, оне кадар што е Аллах Джелешанову. А ние да правиме џабе све. Ние можеме само да се поучиме еден спрем друг, кој како е, како да делата, како се прави, како се онада. Затоа, брајки сестри муслимани, видите вие сами кој треба да следите, како да правите. Јас сум задолжителен, она што знам да го искажам, а вие сепак може да правите како што сакате. Значи јас не ви судам. Аллах Джелешанову ќе суди и за вас, и за мене, алхамдулилlah. Па видите, брајки сестри муслимани, кој треба вие да следите. Селам алейкум.